Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телна. Сте одлучиле да доите. Секој почеток на доењето обично почува со прашањето: како мајката да препознае дека бебето е гладно и колку често новороденчето треба да биде ставано на дојка? Како одговор на овие прашања најчесто се нудат два типа на хранење, а тоа е според часовник или на барање на бебето. Што е подобро? На оваа тема денеска разговараме со доктор Денис Алхалили, специјалист по педиатрија од одделот за неонатологија и интензивна нега на Клиниката за гинекологија и акушерство и председател на Сдруженијето за поддршка на трудници и мајки Лулка. Добре ни дојдовте. Добро најдов, благодарам на поканата. Ова е една интересна тема, бидејќи всушност од одговорите на овие прашања зависи дали мајката успешно ќе дои или не. Најнапред, што значи доење на барање на бебе? Дали тоа значи дека при секое плачење мајката треба да ја понуди дојката? Генерално доењето би требало да биде на барање на бебето, затоа што и регулацијата на создавањето на мајчиното млеко и рефлексите на создавање и на истиснување на млекото од млечните жлезди многу зависи од контактот на мајката со бебето и од едноставно од галењето, од држењето на бебето во прегратките на мајката и од она што го нарекуваме поврзување помеѓу мајката и бебето, кое што навистина многу интензивно се случува во првите денови и првите недели после породувањето. Понекогаш, навистина, ретко се случува да дадеме совет за одредени, да речеме, совети по однос на доењето, да речеме колку треба да трае максимално подојот или колку не би требало да биде продолжен тој размак меѓу доењето или да речеме паузата меѓу подоите колку треба да биде. Меѓутоа тоа е најчесто во првата недела или во првите 2 недели додека се воспостави ритмот на доење. После тоа најчесто доењето треба да биде на барање на бебето и најчесто така се поставува најубава регулација и во однос на лактацијата и во однос на исхраната на бебето, односно тоа да биде сито, убаво да спие, значи има мирен сон и убаво напредува во тежина најчесто. А што значи доење на однапред утврден временски редослед, односно со утврдено временско растојание? На колку часа најчесто мајките дојат во таков случај? Па видете, генерално во денешно време не се препорачува да биде доењето по одреден редослед. Порано важеше една, да речеме, како правило, дека после 2 часа мајчиното млеко кое што ќе го испие бебето во желудникот дека се обработува, дека се вари, дека се искористува и дека би требало подојот да следниот подој после 2 часа. За адаптираното млеко сличното правило вакво е 3 часа, затоа што се смета дека тоа млеко од прилика околу 3 часа се задржува во желудникот на бебето, заради тоа што не, да речеме, нема идеален состав како што има мајчиното млеко и затоа му треба малку подолго време за да се свари од страна на ензимите во желудникот и во цревата на бебето. Сега, ова растојание од 2 часа меѓу подоите пред неколку години беше смалено на 1 час, односно беше дадена една препорака од Американската педиатриска академија, меѓутоа и другите исто така светски асоцијации го поддржаа тоа, дека може подојот да биде во првите недели, во првите денови недели, може да биде и на секој час, значи може и на 1 сат да цица бебето во почетокот, значи додека да се воспостави доењето, а понатаму, како што кажавме, најчесто тоа си е доење на барање. Понекогаш се случува да педијатарот препорача одреден ритм на доење, меѓутоа тоа не би требало премногу стриктно да се бара од мајката да се придржува, нити па би требало самите мајки да бидат премногу ригорозни во однос на тоа. Секогаш е многу битно да се гледа бебето, значи и да се гледаат знаците кои што ги покажува бебето дали е гладно, дали е сито, дали е најадено. Исто така тука е и тежината на бебето која што треба да се земе во предвид, должината на сонот, значи дали спие бебето или е постојано плачливо и вознемирено, значи тоа се фактори кои што мора да се земат во предвид и навистина ретко може тоа да оди по саат или по да речеме некој распоред, стриктен распоред или прецизен распоред. Тоа значи дека доколку бебето инсистира да цица на 1 час во првата недела, не значи дека мајката нема млеко. Бидејќи обично се повлекува таква паралела. Бебето цело време на дојка, мајката нема млеко. Како да се процени дали е бебето гладно или не во таков случај? Па вака, значи ако бебето цица на 1 час
и измеѓу во периодите спие, затоа што како што знаеме новородените бебиња во текот на првите недели единствено што прават е цицаат и спијат. Генерално, значи, ако има сон помеѓу тие подои, значи на секој час, и доколку мерењето кај педијатарот покаже дека детето напредува во тежина, тоа значи дека се во ред со доењето и дека нема апсолутно потреба да се оддалечуваат подоите или да се продолжува тоа растојание меѓу подоите или да се прават некои други интервенции, например додавање на пумпа за измолзување или додавање на силиконски брадавки, тоа што е во денешно време голем многу тренд. често, голем тренд, што као што неколку пати кажуваме дека тоа дури и повеќе од што треба се препорачува. Така да, генерално, ако има добро напредување во тежина и ако бебето е добро и е задоволно со тој ритм на секој час, тоа значи дека може да се остави и токму е тоа препораката на оние светски педијатриски асоциации. Од друга страна, во првите недели, значи во првите денови, можно е детето на вистина постојано да биде на града, меѓутоа и постојано да биде плачливо и вознемирено и да нема воопшто сон меѓу подоите. И тоа е обично првите денови додека да се воспостави лактацијата и додека да надојде млекото кај мајката. Обично, као што кажавме и као што постојано нели кажуваме дека самото надоаѓање на млекото е одложено ако мајката се породи со царски рез или доколку не се воспостави доењето во првите 1 или 2 часа после породувањето, и во тој случај треба повеќе денови, неколку дена треба за да надојде убаво млекото. Во тој случај може бебето навистина да виси на града постојано и тогаш најчесто значи се мери и во консултација со педијатарот значи се прават одредени, да речеме, мерки или се даваат препораки. Тогаш, значи, навистина не е добро бебето да биде континуирано на града, затоа што може да направи рагади, значи да ги воспали и да ги разрани брадавките на мајката и тогаш тоа да представува една нова препрека или нов проблем во однос на доењето. Доколку успееме тоа да го пребродиме, значи со соодветна поддршка, со разговор и со совет на мајката да ја дадеме соодветен, во тој случај тоа ќе се надмине и кога ќе надојде млекото ќе може да си продолжи нормално да цица бебето. Денеска ќе им дадеме можност и на гледачите да се вклучат во програма со нивни прашања. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телна. Темата е доење, како се воспостави успешно доење и дали е најдобро бебето да се дои според часовник или на барање. Денешен гостин во студиото ни е доктор Денис Алкалили, специјалист по педијатрија. Кога зборуваме за доење на според часовник, се случува мајките да кажат: сме слушнале многу вакви приказни, доев 2 месеца, потоа го изгубив млекото и преминав на дохрана, односно на адаптирана формула. Дали поголемиот дел од овие мајки доеле според часовник, односно на бебето му нуделе да цица, тогаш кога тие сметале дека е гладно, наместо да ги следат знаците на глад на нивното бебе? Една од причините за постепено намалување на лактацијата е доколку организмот на мајката нема вистинска представа за тоа колку на бебето му е потребно млеко да се создаде. Постои едно правило на создавање, значи на потреба и создавање на млеко, тоа значи колку што бебето повеќе ќе исцица, потрошувачка. Така, побарувачка и потрошувачка, и колку повеќе бебето ќе цица, толку повеќе ќе се создаде млекото, и тоа е докажано, секојдневно се потврдува кај сите мајки, значи тоа не е правило кое што може кај некои мајки да го има, кај некои не. Значи доколку мајката го поставува детето редовно на града без да биде премногу врзано со некој одреден распоред, тогаш најчесто лактацијата само се зголемува, не се намалува до, да речеме, до возраст од месец и пол или 2 или 3-5 месеци на детето. Многу често се намалува лактацијата ако мајката изгуби интерес за доењето, ако се воведува повремено адаптирано млеко кое што прави на некој начин лажна слика дека на детето му е доволно толку малку млеко, затоа што останатото се додава како адаптирано. Неретко се случува педијатрите да препорачаат адаптирано млеко на 6 сати или на 4 сати да се дава, што навистина тешко е остварливо, заради тоа што ако мајката дои и додава дохрана, најчесто тоа или не треба да се прави, или треба да се прави после секој подој да се додаде толку малку колку што е потребно за да бебето биде сито и за да спие. На 6 часа, например, препораката за додавање на адаптирано млеко навистина прави конфузност
и кај мајката, меѓутоа прави конфузност и кај бебето и прави конфузност и во мајчиниот организам во однос на потребата од млеко, односно жлездите не може да се прилагодат соодветно на потребата на бебето. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте. Вака, мајка сум на 3,5 месечно бебе, Така? кој што е само на доење. И сега знаете, бебето малце повеќе напредува, да речем, еве конкретно сега има околу 8 кила. Така? И сега прашањето ми е до господинот, на кој начин, што е причината, да речеме, што е малце покрупно бебето? Дали е до составот на млекото, или што викат оној размаките, јас се трудам да не го дојам толку често, меѓутоа сепак не можам да толку да балансирам да биде само на 2 часа, некојаш да речеме цицата е на 3 часа. Меѓутоа дали евентуално причината зашто повеќе напредува и за составот на млекото може да е. Така, дали има, ми се чини дека мајката рече само на доење, ексклузивно доење има или пак имате додаток на адаптирано млеко? Не, без додаток, е само на ексклузивно доење. И родилната тежина, претпоставувам исто така важно. Родилната беше 3,800. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Интересно е што како што некои одредени мајки може да имаат помалку млеко или да кубурат со тоа дали има доволно млеко и со послабо напредување на бебето, кое што исто така зависи од повеќе различни фактори како што се внесна течности, тоа поврзување со бебето, пушењето, значи пушењето на цигари исто така го намалува количината на млеко и не се препорачува нели и кај трудници и кај мајки кои што дојат. Како што некои имаат помалку, така некои имаат повеќе. Значи и во праксата се среќава да некои мајки имаат толку многу млеко што бебето дури му е и тешко да цица, значи има поголем наплив на млеко што може да голта бебето. Меѓутоа ова најчесто значи не е проблем кој што бара некаков третман. Генерално во првите 6 месеци се препорачува ексклузивно доење, односно доколку не се додава воопшто никаква храна или дополнителни течности или адаптирано млеко, во тој случај не е проблем ако тежината е малку поголема. Како што каже и мајката, и стартната тежина на ова дете е поголема, значи тоа е покрупно, доколку педиатриските прегледи се сосема во ред и доколку детето е здраво, тогаш најчесто со самиот процес на доење се регулира значи и телесната тежина, односно најчесто овие деца што се покрупни, а се на ексклузивно доење, после 6-тиот месец кога ќе почне да се воведува она немлечна исхрана, комплементарна исхрана по одредена шема или како што се воведуваат кашички, овошни, зеленчукови и слично, најчесто тогаш тие деца се постигнуваат баланс во однос на тежината и најчесто се сосема здрави како и другите деца. Понекогаш се случува значи да има потреба да се интервенира во однос на тежината на детето и во однос на тоа колку цица, меѓутоа тоа е поретко и во консултација со педијатарот ќе се утврди дали има потреба од нешто такво, значи дали треба на некој начин дето да се стави на диета или не. Да ги слушнеме и прашањата на следните двајца гледачи кои што се на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Кој ни се јавува? Се јавуваме од Струга. Мајка сум на бебенце од 2 недели. Така. Нон-стоп сме само на доење, меѓутоа бебенцето нон-стоп сака да е само на града. Така. Сега чувствувам и кога има грч во стомачето, значи се собира, ноќињата ги собира. Единствено што го смирува ако е на града, значи и да спие на града, и да јаде на града, нон-стоп е. Дали е тоа добро и како да го регулирам? Така, дали има периоди на спиење помеѓу доењето? Има преку ден, значи ноќта ни е за мене со ден, денот ни е ноќ. Тоа е така кај сите што се со мало бебе. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Може да одговориме? Да. Вака тука може да има две опции. Најчесто причината зашто бебето ја бара мајката е таа природна
врска или природна поврзаност, топлината која што ја дава мајката и мирисот на мајката кој што бебето го препознава и навистина е многу помирно и посталожено бебето доколку е во прегратката на мајката и доколку цица. Меѓутоа, како што кажавме и претходно, значи доколку доењето е континуирано, постојано, тоа може да значи дека бебето и помалку има внес, односно помалку цица и постојано е гладно и токму заради тоа сака постојано да биде на града. Често бебињата во првите денови кои ќе се родат, значи не плачат само ако се на града, меѓутоа во тој случај мајчината града има улога на цуцала лажалка и токму заради тоа детето не плаче. Значи секогаш кога е на страна заради тоа што е гладно, може да плаче. Во овој случај, значи што не праша, значи јас би препорачал да се направи преглед кај педијатар, да се измери тежината на бебето, да се направи отприлика проценка на тоа колку бебето има столици во текот на 24 часа, затоа што ако убаво пие бебето, тежината би требало да биде покачена, односно да расте околу 25 до 30 грама дневно, значи која ќе се спореди меѓу, да речеме, повеќе денови, која ќе се подели со бројот на денови, би требало дневно отприлика околу 25 до 30 грама да има раст. Значи бебето и исто така треба да има повеќе пати столица, може да биде и тоа и повеќе и помалку во пелената да биде какано, меѓутоа би требало да има повеќе столици. Доколку има една во 24 часа или тежината не е доволно напредната, тоа значи дека ова бебе е гладно и тогаш треба да се преземат одредени мерки за да се преброди овој период, значи и да се полека по полека воспостави нормалното доење. Да го слушнеме и следниот гледач, веројатно гледачка која што чека на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав за докторот и до вас. Благодарам. Сакам да прашам, сакам да кажам нешто. Моето бебе е 1 година и е се уште на доење. Така. Сакам да напоменам дека е доењето само на една града. Сега јаде се, но не во големи количини. Повеќе сака да цица. Ако може доктор да ми каже како да го натерам бебето повеќе да јаде. Така, ви благодарам за јавувањето, многу чест проблем. Да, апсолутно. Чест и реално лесно надминлив, меѓутоа голема дилема за родителите. Значи многу едноставно за детето повеќе да јаде на оваа возраст од 1 година, значи треба помалку да цица. Зошто го кажуваме тоа? Затоа што млекото е навистина калорично, значи млекото е многу интересен состав има, значи има и протеини, масти и шекери и тоа се палета на хранливи материи кои што навистина му се доволни на бебето за да функционира нормално. Една важна работа која што ја нема млекото, тоа е железо, или многу малку има мајчиното млеко железо и токму заради тоа често овие деца кои што многу цицаат, помалку јадат храна и често се анемични. Анемијата од друга страна или слабокрвноста па повлекува намалување на апетитот и најчесто се затворени во еден таков магичен круг во кој што најчесто многу повеќе цицаат, а помалце јадат. Препораката во овој случај е секако консултација со педијатар, нели, затоа што ова секако е информативен совет, меѓутоа многу е важно, значи да се намали бројот на подои и оброкот да не биде набрзо после подој или после оброкот да дојде доењето, односно да се остави доволно растојание меѓу исхраната и доењето. Мора да кажеме дека веќе околу 1 година и после 1 година исхраната има навистина многу важно и клучно значење, значи сега веќе многу е побитна храната што јаде детето отколку доењето и заради тоа значи мора да има 3 до 5 оброци во текот на денот, а останатото помеѓу значи може да биде доење, меѓутоа да не му смета да не смета на исхраната на бебето, односно на тие оброци кои што би требало да се јадат, кои што би требало да бидат составени од житарици, од млечни производи, од зеленчукови и овошни каши, значи веќе после 1 година детето може малтене да јаде се, меѓутоа да биде тоа во некоја иситнета варијанта или пасирано или меко. Да видиме со каква дилема има следната гледачка која што ќе се вклучи во програма, секако дилема поврзана со доењето. Добар ден, повелете. Добар ден. Кој ни се јавува? На телефон е Наде, поздрав до емисијата и до гостина. Поздрав и до вас. Сакам да прашам, се работи за машко детенце, 4 месеци има бебето, Така. на ексклузивно доење и вчера сме на редовна контрола и педијатарот ми препорача да почнам со храна. Така. И сега сметам дека е малку рано, сакам да чујам мислење од вашиот гости. Така, кога да започнете со дохрана, дали 4 месеци кај ексклузивно доено бебе е прерано или не?
Така, иначе бидете родена 3600, сега во моментот има 6 килограми. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Фала многу, пријатно. Пријатно. Значи, вака генерално, доколку детето е здраво и доколку е на ексклузивно доење, воопшто не се препорачува да се почне исхраната на 4 месеци, туку главната препорака од Светската здравствена организација и од УНИЦЕФ и од повеќето педиатриски здруженија и асоциации е да се почне при ексклузивно доење да се почне со дохрана од 6 месеци. Една од причините зошто е тоа така е прво да не се интерферира, односно да не се посмета на процесот на доење, кој што се уште има навистина многу важна улога до 6-тиот месец и имунолошка, значи практично пожелно е да се одржи доењето, меѓутоа од друга страна исто така утврдено е дека децата кои што почнале порано со исхраната во текот на понатамошните години често се случува да имаат проблем или со помалку јадење, значи со одбивање на храна, или со зголемен апетит и со обезност или дебелина тие деца. И токму заради тоа исто така има студии кои што утврдиле дека нема бенефит од почнување на 4 месеци или на 5 со дохрана, меѓутоа може да има штета. Најчесто во медицината, ако нешто со студија утврдено дека нема бенефит, а може да има потенцијална штета, најчесто не се препорачува, затоа што утврдено е дека нема некаква позитивна работа за бебето ако ексклузивното доење се ускрати и се почне со дохрана на 4 месеци. Има различни ставови меѓу педиатрите, не само кај нас, туку и секаде во светот. Да, меѓутоа мојата препорака како педијатар на моите пациенти кога работам, еве и на гледачката како совет би можел да ја дадам, е слободно да чека до 6 месеци, затоа што убавината на доењето после нема да се повтори. Значи, навистина многу значи тоа. Кога зборуваме за ритам на доење, дали бебето да цица на барање или пак да се раководи мајката според часовник, доколку бебето предолго плаче, а мајката не му дава да цица, дали се случува тоа да се умори, да се изнаголта воздух, па потоа да не може убаво да ја фати брадавката и доењето да биде неефикасно. На таков начин бебето да не напредува како што треба, а мајката да ја губи млечноста на незините дојки. Токму така, значи млечноста може да се поттикне или да се изгуби постепено и тоа зависи многу од тоа колку често се дои и каква е состојбата на бебето. Она што е многу значајно е дека постои една појава која што се вика engorgement или преполнетост на градите. Обично е во текот на 4-тиот, 5-тиот ден, првата недела после породувањето и во тој случај значи може да дојде до преполнетост на градите и бебето потешко да ја фати градата. Меѓутоа интересно е што за да дојде до оваа појава некогаш причина може да биде и токму тоа гледање на часовникот или правење на табела на колку растојание треба да се дои бебето и во тој случај да дојде до преполнување на градите и после имаме проблем. Исто така може да биде и бебе кое што е премногу вознемирено, кое што е многу плачливо, кое што навистина не може да се сталожи за да почне да цица, а како што знаеме адаптираното млеко се дава во шише со цуцла, а шишето со цуцла секако тече, значи секако се добива таа доза на млеко која што бебето треба да ја прими без разлика дали е тоа вознемирено или плачливо или смирено или дали се гушка со мајката и се гали. Токму заради тоа, значи препораката е да мајката се посвети на вистина на бебето, да се отстрани малку од секојдневните работи што се случуваат, да се повлече, значи да биде сама, да се поврзе на некој начин смирена и психички да се поврзе со бебето, затоа што тоа е главниот фактор за нормално доење. И сузема на крајот од денешното издание на 0N+, да ги поканиме гледачите на 17 декември во организација на Лулка ќе се одржи бесплатна предновогодишна работилница за доење со наслов научете како да го доите вашето бебе. Така. Предавањето ќе го држите вие. Да. Кој се може да се вклучи, дали е наменето за трудници или за таза мајки, како да се пријават заинтересираните? Па вака, претежно е за трудници, меѓутоа има и доста пријавени мајки кои што имаат мали бебиња, така да отворена е за сите кои што се заинтересирани, кои што сакаат да постават прашање или да решат некои од дилемите кои што ги имаат. Бидејќи имаме доста мајки пријавено, најверојатно првиот дел од работилницата ќе биде одговарање на прашања на тие што имаат прашања, со цел да одговориме на нивните така, прашања, затоа што тие имаат и бебиња, точно да им помогнеме. На тој начин и оние кои што се трудни ќе може да научат нешто од
реалните проблеми кои што ги имаат овие кои што веќе имаат бебиња. Каде ќе се одржи во колку часот? Работилницата е во хотел Порта од 18 до 20 часот на 17 декември. Као што кажав, бесплатна е, меѓутоа убаво е ако може да се пријават на Facebook страната на Лулка, значи да ни пишат порака и на тој начин ќе бидат регистрирани за да и од прилика имаме нели број со кој треба да располагаме и многу е важно дека веќе има огромен интерес, значи стварно има интерес и многу имаме запишани, така да слободно нека се пријават тие што се заинтересирани. Доктор Алкалили, навистина ви благодарам што бевте денеска наш гостин и што дадовте одговори на многу прашања поврзани со темпото на доење, но ете и дадовте одговори на многу мајки кои што имаат дилеми поврзани со дохраната и низа други работи кои што се поврзани со доењето и нивното бебе. Благодарам. Тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0N+, се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.